Поради огромното намалување на издашноста на изворот Студенчица, со проблеми околу водоснабдувањето се соочуваат Кичево, Македонски Брод, Крушево, Прилеп и уште неколку други помали општини. Моменталната издашност на изворот била само околу 600 литри во секунда, а додека во летото таа се движела помеѓу 2 и 3000 литри. Директорот Ури Махмеди телефонски ни изјави дека намалувањето на водата во изворот започнало од септември и траело се до денес. Се очекувало подобрување на состојбата, но дури откако ќе се стопил снегот кој наврна изминатиот период, можни биле и идни намалување на издашноста. До Прилеп во моментов стигнувале само од 160 до 180 литри вода во секунда. Во овој момент граѓаните и предпријатијата, правните лица во Прилеп трошат повеќе од 370 литри во секунда. Уклучени се сите бунари, постојано сте на терен, вршиме пренасочување на водата во секој момент со цел секој домаќинство во Прилеп да има количество на вода. Од Водовод Прилеп апелираат граѓаните да не ги пуштаат чешмите да течат во зимскиот период, затоа што тоа создавало дополнителни проблеми во онака тешката ситуација. Добиваме околу 30 литри во секунда од изворите и околу 100 литри во секунда, околу 70 во овој момент, очекуваме околу 100 литри за викендот во секунда од бунарите. Тоа е сепак премалку, бидејќи ако соберите се, заедно успеваме да обезбедиме околу 300 литри во секунда, што не е малку, меѓутоа овој период се троши повеќе вода отколку во летниот период. Граѓаните пак признаваат дека ги пуштаат чешмите да течат за да не им замрзнат. Ја пуштате водата да течи за овие денови кога е ладно многу? Да. Е пуштивме да течи помалку. Досегарно е. Нешто има замрзнато, има испукано, али приликите тие се. Има решение да се пушта славините скроз малце да се одворта. Моментално делови од Прилеп се соочуваат со недостиг на притисок на водата или пак со немање на истата од по неколку часови во текот на денот, а тоа отпаѓа и на големите дефекти во водоводната мрежа поради ладното време.